Of se oldsnaf. Ej, јас сум дедо Менде. Лука! Априли Лили, Марија, Априли, априли Лили. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Дечиња, здраво. Ова што го носам на мене не е 1 априлска маска, туку за жал овие денови мора постојано да носиме маски, ракавици и средство за дезинфекција. Сега, за да го одржиме нашиот час, ќе ја извадам маската и ќе продолжиме понатака. Денеска ќе учиме за видови реченици. Ама вие мора да ми помогнете во тоа. Договорено. Договорено? Затоа сме овде, да. Какви видови на реченици постои? Сега ќе дознаеме, не Ајде, брзајте, дознаеме. многу сте брзи. Ајде да извлечеме сега зборчиња. Ајде. Зашто речениците од Ајде. што се составени? Од зборови? Зборови. Од зборови. Јас ви Ајде да ги дезинфицираме, може ли? да ги дезинфицираме Учителка? веднаш. Еве, јас ќе ги дезинфицирам, бидејќи јас сум хигиеничар. Браво. Благодарам. Класот, И ракавиците или бројчињата? се ќе дезинфицираме. Се, ама Така е посигурно. Но Малку. бројчињата може би... Ќе Ете ги готово. Ајде извлечете. Ајде. Ока ти. Една, јас 7 изгледа. Сега, добро, ќе продолжиме понатака. Почекајте малце. Да ги ослободиме зборчињата. За да не ги изгубам, ги захетав. Ајде, повели. И чите ги зборче по зборче, па потоа состави реченица. Јана сака... Меша, не Аха. може да заборите. Јана сака училиште да оди. Како би било оваа реченица? Јана сака да оди на училиште. Јана сака да оди на училиште. Еве реченицата Јана сака да оди на училиште и ќе ја залепиме, залепиме. меѓутоа подоцна ќе ја Подоцна. залепиме. Ајде да видиме. Измешај ги, чекај да ги сичеме, да па ги да ги измешам. ослободиме, Добро. да ги измешаме и да составиме реченица. Измешај ги само. Еве ги измешав. Оп, еве ги. Ајде. Ајде да видиме. Колку убава... Мешам. Колку маска убава имаш? Како би било тоа? Колку убава маска имаш? Колку Убава убава маска маска имаш. Добро, продолжуваме понатака. Ево е многу интересно, Марија. Да. Ви се допадна? Да. Ќе влечеме ново? Да. Ајде. Може. Еве, јас плавото ќе си го... Не, мене зелена ми е омилена боја. Зелено? Зелена ми е омилена. Ајде. Ајде, јас. синото. Синото. Да ги ослободиме зборчињата. Ајде, измешајте ги зборчињата и да видиме која реченица ја составивме. Одиме прошетка на кога ќе. Кога ќе одиме на прошетка? Кога ќе одиме на прошетка? Кога ќе се стопи снегот? Кога ќе се стопи Да. снегот? Продолжуваме понатака. Да ослободуваме уште зборчиња и да составуваме реченици. Ајде, да продолжам. Балерина Миша. Како би било тоа? Миша е балерина. Точно Миша е балерина. така, Миша е балерина. Бум, Ни јас сум остана јутјубер. синово. Бум. Синото ни остана. Да го ослободиме. Ајде. Да ги ослободиме зборчињата Ајде. и да составиме повторно реченица. Напиша зошто ја домашната работа. Ова е тешко, Марија. Ајде, Марија, повторно, ако не... Ама едно зборче ни недостасува. Паднато доле. Марија, Зошто не ја напиша домашната Зошто работа? не ја напише домашната работа? зошто Тоа- Марија? Бидејќи имаше снег. Бидејќи падна снег за 1 април. Бидејќи не е Значи- фер. Априли, Лили, Марија секогаш се ја пишува домашната. Може Да. да ми помогнете да ги Може, залепиме Може. Ајде. речениците што ги повели. составивме? Благодарам. Еве вака, јас ќе ви давам лепачиња. Благодарам. Ево овде. Ќе ги залепиме измешано, а потоа ќе ги класифицираме. Така е. Така. Еве. Ево, нека стои таму. Еве ти, Марија, повели. Благодарам, Лука. Еве, јас ќе ви ги давам. Многу убава маска имате, наставнички. Да. Ви благодарам. Сам. Секунда. И уште ова. Благодарам. Ете го.
Значи сега ќе ве замолам повторно да ги прочитаме речениците. Лука повели. Колку убава маска имаш? Колку убава маска имаш? Со што завршува оваа реченица? Со извичник. Со извичник. Повели. Зошто не ја напише домашната работа? Со што Со завршува? прашалник. Со прашалник. Така. Лука? Понатаму. Донеси ми ја книгата. Донеси ми ја книгата. Донеси ми ја книгата завршува со Со извичник. извичник. Некоја друга реченица имаме ли што Имаме. завршува со некој друг знак? Јана сака да оди на училиште. Јана сака да оди на училиште. Со што завршува? Со точка. Со точка. Одлично. Сега вака, да ве прашам. Овие реченици што завршуваат со точка, дали знаете како се викаат? Овие реченици се викаат расказни. Расказни реченици. Така, со нив нешто раскажуваме, нешто опишуваме, како во случајот Јана сака да оди на училиште и Миша е Балерина. балерина. Може ли да ми помогнете да ги ставиме под Може. точката? Да. Значи овие две зелени реченици, така. Зелените реченици ќе ги ставиме под точката, односно под ќе ги класифицираме како расказни реченици. Овака е многу лесно наставнички. Па, За да се научи со бој, мислам дека вака може секој да научи. секој да научи, Да. па за тоа и се потрудивме Така. да ги направиме со бој. Потоа, под извичникот, Така. ќе ги класифицираме двете реченици. Може ли да ги прочитаме уште еднаш? Може. Донеси ми ја книгата. Едната реченица, а другата е колку убава маска имаш. Ама сега да те прашам, дали може убаво да ни ја прочиташ Да. реченицата? Донеси ми ја книгата. Така, Колку убава маска имаш. точно. Колку убава маска имаш. Така, кога ги изговараме извичните реченици, ние го повишуваме Шумаме. тонот. Така е. Така. Вие сме тогаш многу восхитени. Колку убава маска имаш! Донеси ми ја книгата. Да. Тоа е Потенцираме наредно, некои да. работи. Точно така, извичните реченици ги употребуваме кога нешто наредуваме Да. или се восхитуваме. Вие ми реков, колку убава маска имаш, наставничке? Да. Значи се восхитуваме. Јас ја кажав истата реченица. Да. И потоа идеме кај прашалните реченици. Може некој од вас да ги прочита? Кој ќе ги Ајде. прочита? Ајде. Зошто не ја напише домашната работа? Следната? Лука, Кога ќе ќе одиме на прошетка? Како завршуваат овие реченици? Позитивно. Со прашалник и со нив поставуваме прашања. Така. Се договараме кога ќе одиме на прошетка, зошто не сме напишале домашната работа. И на секое прашање треба да има одговор, освен на реторичките прашања. Токму така, ова е за повисоките оделенија. Бум! Сега сме вторачиња денеска. Добро, дечиња. Значи, сега ги научивме, ги класифициравме видовите реченици. Меѓутоа, понатака ќе продолжиме да ги применуваме во еден текст, во една приказна. Кога подготвував текст за да ги примениме расказните и прашалните реченици, долго размислував што да земам, па решив да одберам приказна. Приказните најчесто ме потсетуваат на детството, кога мојата баба ќе ги собереше сите мои братучеди и сите околу неја ќе застаневме и ги слушавме приказните. Тоа беа прекрасни моменти. Затоа денеска јас одбрав една приказна да ви прочитам, меѓутоа не е тоа од мојата баба, тоа можеби друг пат ќе го направиме. Овој пат ќе ви прочитам една приказна од рускиот писател Лав Толстој. Приказните исто така ги сакам затоа што носат порака. Да слушнеме приказната. Татко и синови. Таткото често ги советувал синовите. Вие треба да живеете во слога. Кога видел дека синовите не го послушале, тој им заповедал. Донеси ми неколку прачки. Синовите му донеле прачки. Таткото ги стокмил, па им рекол: кој од вас може да ги искрши ова сноп од прачки? Попусто се обидувале синовите. Тогаш таткото ги разврзал прачките и им рекол: кршете сега прачка по прачка. Синовите лесно ги искршиле сите прачки. Тогаш таткото им рекол: така ќе биде и со вас. Ако живеете сложно, никој ништо не ви може. А ако пак се карате и расправате,
секој лесно ќе ве победи. Да. Токму така, колку е убава На оваа вистина, приказна. многу убава поука. Е, Затоа сега јас и Марија и сите другарчиња од нашата стокатница се дружиме постојано. Многу ми е драго И заради читаме тоа. различни приказни. И да се поздравиме, Марија. Ајде. Да, пред големиот одмор. Да. Ајде. Дум, дум, Пам, дум, пам, дум, дум. Сега, само да видиме дали имаме некои нејасни зборови пред да ги извлечеме прашалните и извичните реченици од текстот. Имаме ли некои непознати зборови? Снопче. Снопче и можеби Прачка. прачка. Така. Значи прачка е гранка. Може вие да ми објасните што е прачка? Прачка, гранка. Дел од гранка, Дел од така. гранка, да. Дел од гранка. А ова, ако замислиме дека ова не можев да ви донесам гранка вистинска, меѓутоа ако замислиме дека ова е гранка, овие 5 гранчиња ќе бидат Групирани едно заедно, ќе стопче, ќе бидат едно снопче. Да. Да ја погледнеме оваа приказна подготвена во презентација. Ајде. Да побараме. Да ја побараме презентацијата. Кој, дали знаете да ми кажете? Таткото и Татко синовите. Еве. Еве го таткото, еве ги синовите. Јас вака ги представив, а потоа го напишавме текстот. Така. Може ли да ги издвоиме расказните реченици? Да, еве ги расказните реченици. Вие треба да живеете во слога, зелените. Така. Синовите му донеле прачки и синовите лесно ги искршиле искршиле сите своите прачки. прачки. Така, одлично. И последната се разбира. Да. И последната долга. Добро, еве ја таа. Вие треба да живеете Живеете. во слога. Таа беше пораката на таткото. Потоа, И ова е лесно. Учителка. прашалната реченица која е? Кој од вас може да го искрши ова снопче од прачки? Еве таткото им вели, кој од вас може да ги искршува снопче од прачки? А потоа, извичните реченици, Донесете ми неколку прачки. донесете ми и потоа... И кршете сега прачка по прачка. Скршете сега прачка по прачка. Ви благодарам. Одлично ги научивте речениците. Ви благодариме на вас. Благодариме и Меѓутоа, вам. треба и домашно да им дадеме на нашите ученици дома. Дечиња, ваша домашна работа ќе биде да илустрирате една прекрасна приказна што ви ја раскажале вашите баби, дедовци, некои други раскажувачи во семејството. На едната страна од листот, еден лист од А4 формат ќе земете, на едната страна ќе ја илустрирате приказната, а на другата страна ќе напишете прашални, извични и расказни реченици поврзани со приказната. Потоа, можете да ги сочувате цртежите, можете да ги сликнете па да им ги пратите на вашите раскажувачи, дали се тоа баби, дедовци, затоа што сега бабите и дедовците не се супер бабички и дедовци. Имаат и Viber, и Instagram, и Facebook, многу се вешти во тоа. А ако не се вешти во тоа, сочувајте ги и подарете им ги во било која друга прилика. Сигурно ќе бидат срекни. Така е. Ви благодариме многу, ова беше еден навистина поучен и прекрасен час. Ви благодарам што ме слушавте. Се гледаме А ние на се Одиме на голем гледаме. одмор. Одиме на голем одмор.